Добре дојде во Магична сцена и за Билјана Јосифов, една од најдобрите оперски пеачки што ги имаме во Македонија. Добре ни дојде, Биби. Добро ве најдови, благодарам на убавите зборови. Почестена сум. Тоа што го кажам, тоа и го мислам, се работи за еден сопран кој што и да му даде да отпеено е маестрално добро, без ни една грешка во интонирањето, со одлично сценски движења. Всушност ти си еден преубав спој меѓу глумица и оперска пеачка. Многу ви благодарам. Многу ви благодарам. Родена си во Крушево. Сите пазари си ги поминувала во Прилеп. Родена сум во Прилеп, да, бидејќи немало во болницата гинеколошка ординација и така да. Бабушко не беше уште роден тогаш. Да, меѓутоа да, сум ги поминувала сите пазари. Најмногу пред празник. И така, да. Прилеп, пазар од среда и сабота, посебно во сабота за вас од крушевчани, немало проблем. Да. Така е, навистина Крушево, Прилеп, Битола, можам да кажам, се на многу убава локација. За Прилеп морам да кажам дека кога и да поминам и кога да сум била, секогаш е сонце. Значи, мислам дека меѓу најсончевите градови во Македонија. И така, Крушево се разбира. Чист воздух, чиста глава. За нас прилепчаните Крушево ни е како наводно што одат Скопјани. Ние така си одиме наводно во Крушево. Крушево така е, баш убаво. А за Битола, покасно ти доаѓа Битола како прва или втора љубов, кога се запишуваш средно за музичко? Па да, тоа е мојот пат. Прилеп, Крушево, Битола и на крајот Скопје. И навистина сум горда што сум имала прилика да живам и во Битола, да учам таму. На моја 14 годишна возраст се запишав во музичкото средно училиште, каде што завршив соло пеење во класата на првим бев на во класата на професорот Пеце Митревски, а подоцна кај неговата, бидејќи тој почина, слава му, се префрлив кај неговата ќерка Магдалина Наумовска. И така, прекрасно искуство. Понатаму... Чекај до понатаму. Кажи ми ти до 8 баш ме интересира како решија твоите да те пратат во Битола. Дома им пееше од сабајле до вечер, па вика дај да се отарасиме од Чупево, нека оди нека пеа. Да. Љубовта, не знам, се роди со самото и мое раѓање, да речам. Талентот го наследив од мојот покоен татко, Христо Талески, кој што имаше преубав глас, тенорски глас. Неук, меѓутоа пееше по цел ден и така мислам, не знам, некоја природно некако и јас тргнав по тој пат. Со тоа што имав едно малечко хармониче, бидејќи немавме музичко основна, моите не беа во можност да ме носат секој втор ден во Прилеп, во музичкото и сама си се учав. Едноставно имав едно малечко хармониче и си свирав песни, си учев на него, да, и така по цел ден пеев, па и компонирав детски песнички. Така, едно навистина интересно детство имав поврзано со музика, иако не активно, нели? Кои песни сакаше да ги пееш како мала? Многу сакав народна музика да пеам, да. Покрај татко ми. Татко ми ги пееше сите овие стари што се народни песни. Александар Сариевски, тие сите. И јас ги пеев тие и така и уствари првиот мој настап беше со детска песничка, меѓутоа она вистински, да речам, настап во живо беше на еден патронат каде што ја пеев Зајди јасно сонце. Да. Крушево. Во Крушево, да. Бев 4-то одделение и од тука започна цела приказна. Крушево, сите патриоти мораш таа песна да ја пееш, нема да пееш нешто друго. Друга, да. Нема бирање таму. Да, тоа беше како химна таму, да. И така и дојде некоја поврзаност и со Тоше Проески, морам да го спомнам тоа, што така и ме дозна дека пеам народно и секогаш кога ќе дојдеше мало ме викаше, те молам да ми ја пееш Зајди, јас на сонце јас ја пеев. Но му ја пеев нормално, си ја пеев и така. Убави спомени вака од детството. Забавна музика слушаше? Слушав, да. Слушав најмногу рок, метал, не знам, па понатаму така, по лајт.
и слушав се. Меѓутоа, кога се насочив со операта, кога професионално влегов во оперскиот свет, веќе навистина нема време да слушам ништо друго и некако така се впуштив во тие оперски води, класична музика и до ден денес најмногу ја негувам класичната музика. И средното ве става во колосек во шини и нема бегање од шините. Да, горе-доле. Иако некои од колешките твои, како Наде Талеска, се снаоѓаат и во едните и во другите води, и во забавната музика одлично, како во оперската. Да, мислам да ја пофалам и поздравам, заради тоа што тоа е навистина. Поздрав, Наде. Да, поздрав, Наде. Тоа е навистина посебно и многу го почитувам кај неа и воопшто кај сите колеги кои што, нели, негуваат повеќе жанрови и тоа е за почит. Има сигурно разлика да се спуштиш во поп па да појдеш во оперските води. Да, меѓутоа еве на пример, пак за пример ја зедовме Наде, ако природата, нејзината природа е навистина еден феномен кој што ми е драго што зборувам за колеги, е навистина феномен да може да менува жанрови, навистина она пее природно, природата и дала, што се вика и наддала и може да си го дозволи тоа. Јас не сум правила такви импровизации, сум имала некои искршнувања, меѓутоа некако целата љубов и посветеност ја давам на оперската уметност и некако не можам, таму сум своја и едно сум. Таму си неприкосновена, таму кој да те гледал вака една оперска представа изобилува со, не знам, многу работи што се случуваат во тие 2-3 сати. Почнувајќи од да речем музичарите кои што се долу не се гледаат, но се слушаат, диригентот се гледа или малку се гледа, но музиката се слуша од долу негдека. Од вас главните оперски пејачи што сте на сцената 4-5 души, хорот или помошниците и тоа кога ќе земиш имаш 100 луѓе гледаш во најмалку во исто време и од тие 100 некако вниманието или окото завршува кај Билјана Јосифов. Така можам да го опишам кога си ти на сцена. Дали се работи за главна улога, дали се работи за помала улога, сепак твоето одигрување во тие моменти додека си на сцената е маестрално. Тоа можам да го кажам. Потврдувам сигурно дека ти имаш идеален спој помеѓу драмска глумица и оперска пејачка, затоа што за улогата да е добра треба да си и добар глумец. Не треба само да имаш одличен глас. Секако, операта е една од најкомплексните уметности, спој на музика, драма, танц, така што за да бидеш еден комплетен уметник мора да ги владееш сите тие три компоненти. Кога заврши средно, се прашуваше што ќе правам, како ќе правам или знаеше дека продолжуваш понатаму? Искрена да бидам, не знаев. Сакав да продолжам, меѓутоа не знаев поради тоа што имавме финансиски проблеми и не беше лесно. Меѓутоа моите рекоа, значи се ќе направиме за ти да продолжиш понатаму. Моите родители, мојот брат исто така си ја жртвуваше неговата иднина за јас сете да не направам пауза со мојата денешна професија. Така што беше тешко. Беше тежок патот, меѓутоа, знаете, мојот пат уствари кога сите вистински луѓе беа на вистинско место, баш тогаш кога требаше да бидат вистинските луѓе беа тука и ми помогнаа, не само моите родители, моето семејство на кое што сум преблагодарна до крајот на животот, меѓутоа воопшто сите луѓе кои што доаѓам, са мојата професорка тогаш Славица Галич Петровска, многу ја поздравувам и неа. Христо Христовски мулар, гитаристот, кој што исто така направи се за јас да го поминам тој пат и да стигнам каде што сум денес. И уште милион, не знам, мал милион кој што навистина не е овој успех само мој. Секако, не можев без тие луѓе да успеам никако. Дојде во Скопје? Да, дојде во Скопје, се запишав на факултетот за музичка уметност и почнав да го живеам тој сон кој што ми беше од детството. Што значи за девојче од Крушево, дојдена во Скопје, треба под кирија да живее или не знам, студентски домови, нова средина,
Крушевчани малку се поброи онака, па камоли да се погоди во тој период да има неколку твои пријателки, другарки да студираат и тие во Скопје. Значи се наоѓаш сама во една нова средина и како сето тоа го совладува дете од 18 годишна возраст? Не ми беше лесно, искрено, не ми беше лесно. Морав веднаш да почнам да работам. Благодарение на мојата професорка јас влегов во Македонската опера и балет. Имаше некоја аудиција за мала волшебна флейта, значи волшебната флейта е адаптирана за деца и јас си одев на пат кон факултет и некој од колегите ми река, еве чекаме на аудиција, ме сретнаа на пат, вика, зашто не си пријавено? Па не знам, кам не ми кажа никој. Добро, и вика, можам сега да дојдам, па дојди, имаше режисерка од Австрија и појдов Урсула Хорнер, морам да ја спомнам, понатаму имав со неја уште многу соработки и се појавив на аудицијата, кога ме чу, веднаш добив улога и така почна. Меѓутоа, тоа беше нели без хонорар, без ништо, представите беа. Зашто беа нели млада програма за млади уметници. Меѓутоа, мојата професорка ми помогна да влезам во хорот на Македонската опера и балет, исто со аудиција, како што си е ред, не преку врски. Меѓутоа ме поттикна и ми даваше голема поддршка за да успеам. И не беше лесно, значи работев, студирав од сабајле до вечер, цело време бев на факултет. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Тоа ти е прва љубов во Скопје и одма викаш да те земам тебе, оти немам време за... Немам време за добра вака на работа, ќе се наоѓаме, ќе пиеме кафе. Да, тоа е мојот сопруг Кирил Јосифов. Со кој што сум многу среќна, имам две мали дечиња, Павел и Јован. Така. Браво ти, Кирил. Кирил е прв виолончелист во Македонската опера и балет. Тој е тој што не го гледаме долу, а го слушаме. Да, баш е тој. Да. Ти го гледаш таму одгоре, му викаш Кирил, мирен таму. Да, он ме гледа од долу и вика, ако се бациш со тој тенорот, ќе фрлам со гудалот. Со гудалото по глава. Обично вашите улоги се на љубовници, на оставена љубов, не знам, трагедии, се убивате. Многу интересни во секој случај, но повторно е улога која што си бара спремање убаво за да испадне секако што треба кога ја гледа публиката. Зашто многу е лесно публиката за тие 2 сати да седи и да ужива и да рече, да, ова беше представата таа и таа, за тоа и тоа. Таа се скараја, па таа се самоубили, така нешто слично. Обично станува скоро во секоја од оперите за некоја невозвратена љубов или за некоја скршено срце на некој од главните актери. Такви се оперите напишани и вие мора да се прилагодувате на тие улоги да ги одиграте. Секако, значи, баш како што кажавте, таа представа од 2-2,5 часа бара на уметникот работа, првин цел живот инвестиција во себе и спремање на една таква улога, значи 6 месеци најмалку. Навистина не е лесно, меѓутоа кога се работи со љубов, со посветеност, не кампањски да се поминат работите, припремањето на една улога е комплексна работа. Првин треба да се знае дали е таа улога за тебе, да видиш дали ти одговара. После тоа, доколку е се во ред, да почнеш да го прочиташ либретото, текстот да навлезиш, да влезиш во карактерот на таа улога, истовремено да ги учиш партитурите, кои што некогаш се по 600 страници, по 400 страници, на туки јазик, на странски јазик, така што тие делови кои ќе ги склопиш со карактерот, додека ја местиш, додека ја учиш, нели партитурата треба и да ја местиш фразирање, интерпретација,
до збор, до воздишка, до дах, не знам како да ви опишам, тоа се такви детали кои што прават да изгледа така како што изгледа на крајот. Кога ќе се спојат сите тие работи, веќе почнуваме, јас како, да речеме, јас земам музета од Пучини од Боеми, веќе почнувам со корепетиции. Следат корепетиции, тоа е работа со пианист, каде што заедно ја создаваме улогата. Веќе ја градиме, ја оживуваме. Така што јас многу сум среќна кога почнувам со корепетиции, тука уствари излегуваат сите работи кои што не достигаат, кои што треба да се така избрусат. Музета и Мими се главни женски улоги таму. Музета и Мими, да. И после тие проби, да речам, индивидуални, почнуваат режиските проби. Тие се навистина многу забавни и тука веќе се спојуваме со драмата, Да те прашам пред ова да ми го кажеш, ако, например, сега ја глумиш Музета, а треба да ја глумиш Мими за некоја наредна, ја знаеш улогата на Мими однапред цела? Не ја знам за да ја изведувам, меѓутоа ја знам музички и го знам текстот. Да, и го знам карактерот, значи ја знам бидејќи јас со време на годините, нели како што созрева мојот глас, секако дека би треба да ја пеам веќе да и Мими. Така што треба да ги знаеме сите реплики на сите наши колеги кои што се во представата, бидејќи нели ние комуницираме, ако не знам што кажува мојот колега, не можам ни да изглумам, не можам ни јас да си го кажам моето, да си го испеам, така да тоа е една целина која што мора да ја владееме. За јазикот обично се италијански јазик во оперите. Ти како крушевчанка сигурно романска група на јазици по влашка линија ги знаеш сите и многу лесно ти оди. И романскиот и италијанскиот. Да, факултативна настава има влашки јазик, кој што навистина се многу блиски. Со италијанскиот јазик секако има и на француски јазик пееме, германски, руски, поредко и така. Па имавме и македонски представи некои, така што треба да се владеат, работам цело време на тоа, се надградувам за... Кој јазик е најлесно, на италијанскиот? Италијански е најлесно, бидејќи претежно оперите, посебно на нашава сцена, се на италијански. Да. И сакав да кажам дека исто работиме и со јазичари, кога, например, мислам јас индивидуално и мои други колеги, верувам, кога нешто не знаеме, нели изговор, како што ја спремаме улогата, нели за да биде тоа правилен изговор, да не е француско-кинески, туку да биде. Така што и тоа исто дел од работата на припрема на една представа. Многу често слушајќи ги изведбите на италијански јазик, сваќам дека не се искажани цели зборови, баш како што учиме ние, јас имам учен италијански јазик, баш не е така, туку како скратена форма на зборот. На повеќе зборови тоа сум го приметил. Да, значи тоа се на некои италијански говорни подрачја, на некои исто има стари некакви фрази, нели како што и ние имаме, постариве што разговараат. Да, и во зависност од музиката има некои исто така кратенки кои што мора така да биде зборот, да. Кога одиш во Италија, си зборуваш италијански најнормално? Па горе-долу, да. Разбирам се, зборувам... Или низ песна им го кажуваш тоа? Низ песна, не низ песна, се трудам, сега не е тоа совршено, меѓутоа се трудам да зборувам. Освен во Македонија, си настапувала и надвор од Македонија во неколку држави? Па да, Турција, Романија... Романија дома ти е? Не сум влаинка инаку. Чим си крушевчанка, си пола влаинка секако. Ама знаете како вика, ние што имаме попримено полоши сме. Не, навистина мислам, за жал не сум. Меѓутоа имам попримено, така што Романија, лани имав 2 представи, Севилскиот Берберин. Ја пеев главната улога Розина и беше прекрасно искуство. Имаше од Италија, тенорот беше. Од Мексико имавме Фигаро, од Италија, од исто и... Розина си ја носеше помаранџестата хаљина од овде? Не, тоа беше друга продукција.
Да, тоа беше друга продукција, традиционална продукција беше, со што многу поминав, имаше преубави критики, после тоа ми се отвори можност за Мексико, да одам за Травијата и за да држам некој мастер-клас, меѓутоа за жал не појдов, бидејќи тоа беше 2-3 недели пред да се случи настанот. Откажала таа што требало да пее, нешто паднало, имала некоја повреда солистката и требаше да ускочам, меѓутоа не можев да извадам виза за толку краток период. Така да можеби некогаш во друга прилика. Да, Турција и бевме со триото, мојот сопруг, јас и нашиот прв диригент Иван Еминовиќ, Кирил Јосифов виолончело и јас глас, имаме трио, така што со триото бевме во Турција исто минатата година и имавме концерт целовечерен и преубаво си поминавме, така, со македонски песни, преработки, со италијанска програма и така. Кој беше иницијатор на тоа? Па не знам, мислам дека сите тројца. Да, сите тројца некако се споивме и убава енергија и така, интересни идеи разменуваме и така, убаво е. Кажи ми како почна првата официјална улога да ја добиеш во опера и балет? Па, како што кажав, официјално мислите од кога... Како влезе ти во операта како хорист, така? Да, како хорист. Кога влегов како хорист, знаете дека не се сеќам која ми беше првата улога. Знам... Јованче и Марика ми беше, да, сега се сетив. Јованче и Марика, каде што јас го пеев Јованче. Да, машкото. Како може ти машкото да го пееш, ај тоа објасни. Така беше поделбата и тоа ми беше прекрасно искуство. Гласот ти е како билбил сопран. Да. Ама добро, тоа е напишана баш што може и сопран да речеме да пее, така е напишана сопранската, мецо-сопранската партија, така што имавме некои 50, сигурно 60 представи од таа Јованче и Марика и дури шетавме, знам, и по други градови низ Македонија. Беше одлично искуство и така моје прво крштевање, да речам. Кај вас, кај женските, сопранот и мецо-сопранот, некако се блиско едно до едно. Прво кога почнувате како помлади сте мецо-сопрани, а потоа кога ви се, или како доаѓа? Не, тоа значи или си мецо-сопран, значи со последната мутација која што се случува некаде на девојчињата на 15-16 години, тука веќе се одлучува, ама и предходно се чувствува дали ќе бидеш мецо или сопран, се чувствува, значи. Па да, меѓутоа, ако си мецо-сопран, да. Не може со вежбање да поминиш од мецо-сопран во сопран? Не, тоа е само природата го дава. Да, природата со која што сме се родиле. И со самата мутација, нели, како ќе измутира гласот, тоа сепак е природа. Да. Што станува кај позрелата возраст? Па, видете, значи, тоа е исто и тоа е природа, не можам да кажам, меѓутоа има, нели, различни, и сопранот се дели на подгрупи. Има лирски сопран, спинто сопран, драмски сопран, и плюс има и други, да, колоратурен. Така што, во зависност од техниката, во зависност од природата, во зависност, еве, за жената, дали има родено, исто и тоа влијае. Се влијае за гласот како ќе се развива и како ќе оди. Имаш родено 2 деца и како ти се разви гласот? Кој тип на сопран си? Па, јас сум се уште лирски, го држам малку, да речеме, тој повисок репертоар. Намерно, меѓутоа јас чувствувам дека со годините, со тек на годините ќе одам онаму каде што треба да сум.
во драмскиот репертоар, меѓутоа се уште немам зрелост за тоа. После пораѓајот, да, ми созря гласот многу повеќе и многу поубаво, посочно стана, онака самиот звук стана. Така што ќе видиме, не знам, меѓутоа ќе нема да останам само на тој репертоар сега што го пеам. моментов си многу активна во опера и балет. Па да, бев изминатиот период активна, мислам и воопшто. Цело време работам, имам и концерти, надвор од операта, настапувам и... Неодамна во Битола беше? Да, последниот концерт баш ми беше во Битола, со камерниот битолски оркестар и секогаш се радувам кога имам со нив соработка, бидејќи навистина е уживање самите припреми на концертите. Имавме барокен концерт, се викаше Барокна фантазија, која што беше и прв концерт од кога нели тие стана национална установа и ми е драго што јас бев дел и благодарна сум што ме поканија за да бидам дел од тој голем настан, да речем. Глумците од Битолски театар што го следеа тоа, утре дента ми се јавија, вика, леле, каква е таа Билјана Јосифов, викам, знам, затоа ви кажав да одите да ја гледате, да знаеш дека ептенте пофале, да. Кога од уметник, од колега, од дали е, нели, без разлика дали е актер или е музичар, значи посебно ми е драг комплимент и ми е дополнителна инспирација и мотивација. Многу благодарам за ова што ми го кажа.
Кај оперските пејачи како и тоа, знаеш ти дека си направила супер улога или знаеш дека представата е идеална, дека ќе живее или колку си свесна за процесот самиот, затоа што многу е тешко оно што е внатре да го оцени процесот како изгледа од страна на гледачот. Па еве судејќи по мене, јас искрено да кажам дека никогаш не сум презадоволна. Дури да речам сум пресамо критична, што тоа на еден начин малку и ме одвлече од целата убавина. Меѓутоа се собрав и реков добро, во ред. Сега мора малку и да се пофалиме сами себе. Доста е веќе со само критичност, пошто тоа оди во друг правец. Да ви кажам искрено, и не треба секогаш да сме презадоволни, треба да сме задоволни, меѓутоа секогаш да го имаме онај порив дека да, можам повеќе, може да биде уште подобро. И тоа уствари е страста на сцена, кога ако се е совршено и ако се е совршено, нели јас се чувствувам дека леле готово совршено е се, на сцена јас сум. Тогаш мислам дека ќе се изгуби таа страст, тој порив да трагаш кон ново, да истражуваш, да учиш што повеќе. Значи јас не престанав, еве 34 години имам, не престанав да учам и да имам ментори и комуникации, нели средби со други професори кои што се надградуваме цел живот, значи уметниците нема застој, нема готово, завршувам факултет и јас сум цар, не. Цел живот учиме и тоа копаме и тоа се подлабоко и За вас оперските уметници како најбитни да се мајските оперски денови кога се во Македонија кога станува збор. Така претпоставам и за тебе тоа. Да, секако. Јас сум среќна што како многу млада пеев на отварањето на мајските оперски вечери. Пеев во Хофманови приказни и тоа ми беше навистина еден голем успех. Доживеав и навистина значајни се и посебно ми е драго што баш за мајските оперски вечери нели се отвара со наши македонски уметници, меѓутоа целиот фестивал имаме гости, така што е многу убаво и публиката и ние да се споиме со гости од цел свет, најдобри светски имиња и така натаму и да споделиме нели различни искуства, да ги чуеме, да уживаме во нивните изведби, да научиме плюс. Така што навистина се најпрекрасни мајските оперски вечери. Јас ми се празник цел месец. Да. Тие денови, мајските денови, бога ми за уметниците кои што се во таа област, како и за гледачите кои што ја сакат операта, се рај, некако со уживање ги доживуваат сите изведби. За овие мајски оперски вечери, што е твојата улога? Ќе учествуваш во некој од представите? Не, во овие мајски оперски вечери нема да учествувам. Требаше да доаѓаат многу гости, значи цели оркестри, цели оперски куќи да доаѓаат кај нас. Така што дел ќе доаѓаат, дел ќе бидат наши, се уште се прави програмата, не е дефинирана. Така што не сум, овој пат ќе одмарам. Мислам, не одмарам. Ќе гледаме заедно. Ќе гледаме заедно во публика, секако ќе уживаме и така. Ќе работам во меѓувреме следни работи што ме чекаат. Биби, ти посакувам се да е како што беше и досега, да ја продолжиш таа линија, зашто ти си на врвот, не знам дали може уште понагоре да се оди, затоа што пак ќе кажам твоето појавување на сцените е идеализирано, јас го идеализирам и мислам дека е навистина идеално. На сите ви посакувам да одите во операта и балетот, имате преубави представи. Билјана Јосифови е една од најдобрите наши артисти во таа област и ти посакувам само да се развиваш како што треба, никош да не запираш, да го продолжиш овој пат, ти си премлада, 34 години, Бог знае после 20 години што интервјуа ќе правиме. Ќе видиме, ти благодарам Александар на поканата, многу ми е драго, навистина уживав, поздрав до гледачите и да се гледаме на убави представи наставни и да ја негуваме културата.